Без оглед дали председателските избори во САД им понудија нов модел на кампања на македонските политички партии, особено од аспект на ветувањата со кои се расфрлаше Трамп, а кој сега едно по едно ги откажува, останува впечатокот дека дел од негативното е пренесено и во наши услови. На митинзите покрај програмските мерки и ветување се почесто и се погласно се слушаат тешки квалификации во делот на криминалци и предавници, и тоа во двете насоки. Се најавуваат судски процеси, се слушаат закани со затвори слично. Налик на заканите на Трамп од пред изборите, која ќе покрене кривична постапка против Хилари Клинтон, од која само неколку дена по победата се откажа. Во фокусот на партиските и коалицијските лидери и на овие избори се земјоделците, како голема гласачка машинерија, која може да донесе или однесе голем број гласови на една или друга страна. Токму затоа на средбите со нив, носители на листи, кандидати за пратеници и други активисти, ветуваат се поголеми мерки и се повеќе пари. Ке се обезбеделе милионски суми за субвенции за отворање семејни фарми на село со неповратни средства. Ке се решеле полувековните проблеми на оризопроизводителите. Ветувањата се толку оптимистички што земјоделците треба да почекаат само да завршат изборите и веднаш да го почувствуваат аграрниот рај, во кој ќе процвета откупот, ќе се зголемат приносите и цените, ќе се слеваат пари од субвенции од сите страни. Чудо, досега никој немаше решение за повеќе децениските проблеми во оризопроизводството, ама со новите предизборни програми тие ќе се средат. Кога на тоа ќе се додадат бесплатното здравство, неплаќањето на радиодифузната такса и уште многу други бесплатни услуги, на граѓаните им преостанува само да посонуваат, ако не повеќе, барем до 11 декември.